Женското претприемништво добива се поголема актуелност, како во развиените земји, така и во земјите во развој. Бројот на жени претприемачи постојано се зголемува, но исто така се зголемува и неизвестноста околу тоа што ќе донесе иднината за жените претприемачи. Повеќе детали на тема иднина на женското претприемништво ова утро слушаме од една од најуспешните жени претприемачи во Македонија. Имено станува збор за Станка Мартиновска, која е собственик на Мани Консалтинг, односно друштво за консалтинг и управувачки дејности. Ви посакувам добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Се забележува еден растечки тренд на жени кои се повеќе започнуваат со отворање на свој бизнеси. Кои фактори го предизвикуваат токму ова сценарио? Би сакала да напоменам дека не би кажала дека женското претприемништво е како тренд, растечки тренд, бидејќи женското претприемништво се повеќе станува двигател во економијата ширум светот. Тоа се должи на повеќе фактори. На фактори што жените фактички се поамбициозни и се стремат кон собствена финансиска независност, кон контрола на својата кариера, контрола на своето време, од една страна. До друга страна, дигитализацијата, достапност до поголем број на информации, глобализацијата, можност со некои своји дигитални алатки или со помош да излезе на глобалниот пазар, не само во оквир на локалниот пазар. Потоа се повеќе владите и некои организации го препознаваат женското претприемништво и пружаат доста поддршка, грантови, што го леснува отварањето на бизнес. Успешни жени претприемачи имало во минатото, има денес во рамки на современието, а и најверојатно ќе има и во иднина. Меѓутоа, предизвици имало од секогаш. Значи, во рамки на сите овие временски циклуси, минато и сегашност и иднина, предпоставувам дека ќе постојат тие предизвици. Со оглед на вашето долгогодишно искуство во практиката, како што кажав и на самиот почеток, успехот во рамки на претприемништвото, што мислите, кои предизвици ќе ги донесе иднината за жените претприемачи? Во своето работење секојдневно се среќавам, значи, со жени претприемачи и секојдневно со предизвиците и бараме начини да се надминат тие. Значи, како најголем предизвик и досега, мислам дека и понатака, ќе остане пристапот до финанси. Ограничените ресурси, ограничените финанси многу често се пречка за отварање или за развој на бизнисот. Потоа, како предизвик исто така е дигитализацијата. Вештачката интелигенција веќе мислам, во сите сфери се користи. Така да мислам дека мора, за да се надминат предизвиците, ќе мора сите да се едуцираме, постојано да се следат трендовите, значи мора финансиска едукација, дигитална, значи мора да се следат трендовите и за да може да бидеме одржливи и за да може да го развиваме својот бизнес. Мислам дека ги начинавте двете клучни теми или проблематики во рамки на иднина на женското претприемништво, а тоа е вештачката интелигенција и дигитализацијата. Никако не можеме да зборуваме за иднина ако предвид не се земе вештачката интелигенција. Дали постои правилен начин, условно кажано, како треба да се употреби вештачката интелигенција кога станува збор за развој на женското претприемништво? И сега и во иднина. Мислам дека вештачката интелигенција не треба да гледаме како закана на вештачката интелигенција. Со едуцирање и со нејзино правилно користење многу можеме да си олесниме секојдневната работа. Значи, мислам во дејноста и со помош на алатки од вештачката интелигенција можеме многу брзо да направиме анализа на големи бази на податоци. Можеме, значи, да персонализираме некоја маркетинг стратегија за да можеме да излеземе и надвор на пазарот ширум светот. Значи, меѓутоа без правилно користење и без познавање
тогаш не можеме да ги искористиме подобностите што вештачката интелигенција може да ни ги понуди. Да, дигитализација на процесите. Мислам дека веќе е неопходно сите процеси во бизнисот да бидат дигитализирани. Значи не можеме во оваа ера на вештачка интелигенција ние да користиме тетрадки или Excel табели само, да, или да не знаеме да ги читаме нашите финансиски резултати, показатели. Токму, мислам, тоа е и нашата визија со нашиот консалтинг и едукации, да придонесеме секој од предприемачиве и жените да се едуцираат, да можат на база на вистински податоци донесуваат правилни одлуки и го развиваат својот бизнис. Дигиталните вештини некако или барем непосредно се поврзани со иновациите кои жените ги носат во деловниот свет. Тоа можеби ни дава за право да кажеме дека жените носат вредност во предприемништвото со самиот факт што се отвараат се повеќе нови работни места, а тоа влијае позитивно на економските аспекти. Жените во својата природа се иновативни, значи секогаш бараат, наоѓаат решение за било кој проблем. Така да и во бизнисот се уште подобри во тоа, значи придонесуваат за развој и одржливост. Да, додаваат вредности во општеството. Значи не се насочени само кон профитот, туку за одржлив развој. Значи тука се и за циркуларната економија. Постојано бараат решение како нешто да се преупотреби, како да и од тоа што ќе остане како отпад извлечат вредност. Кога сме кај економските аспекти, дали може да ни направите дистинкција меѓу циркуларна и линеарна економија? Која алтернатива е ветувачка за успешна иднина на женското предприемништво? Да, секако. Линеарната економија е всушност економија на трошоц. Работи на принцип, значи ги користиме суровините, произведуваме производ и откако ќе го искористиме, го фрламе. Создаваме отпад. И тука завршува процесот. Додека циркуларната економија, и мислам дека тоа е економија на иднината, значи искористува, произведува, меѓутоа производот повторно го враќа во процесот на производството, значи бара начин да го реупотреби и што помалку да остави отпад. Значи тука позитивно влија и на заштита на животната средина, на намалување на трошоците, на одржливоста, така да секако иднината е на циркуларната економија. И сите оние жени предприемачи кои ги применат тие стандарди, еколошко-социјално управувачки стандарди, ќе имаат конкурентска предност и ќе бидат привлечени за инвеститорите. Колку жените во Македонија според вас се свесни за придобивките од вештачка интелигенција, од дигитализација на бизнис процесите, поимите како што се тоа циркуларна економија и така натаму? Мислам дека се уште не е на завидно ниво, меѓутоа се работи постојано. Еве и преку платформата постојано се вршат некои обуки, менторства. Свесноста е тука. Значи и се бара начини како да се дојдат до нови информации, така да мислам дека одиме во добар правец и мислам со некоја национална стратегија за поддршка, дали тоа ќе биде финансиска, дали едукацијска, менторска, значи можеме да одиме секако напред и да ги добиеме очекуваните резултати. Дали постојат некои начини на функционирање во рамки на женското предприемништво кои можеме да ги етикетираме како безвременски и како такви да останат и во иднината на женското предприемништво? Како безвременски. Значи кога ќе помислам или кога ќе спомнам женски предприемач, и веднаш се поврзува со истрајност, упорност, едукација, иновативност, значи континуитет. Мора постојано да се вложува во себе, мора постојано да се едуцира, да се следат трендовите и да се биде истраен. Да не се плашиме нешто дека не знаеме, туку да побараме помош.
Тоа се мислам дека и вредностите што жената го има. И покрај сите предизвици за кои позборувавме во рамки на нашиот денешен разговор, мислам дека има една многу убава страна од сето ова, а тоа е дека во рамки на Македонија можеме да наброиме многу жени, деловни жени кои придонесуваат за позитивен пораст на свеста на практичните детали во рамки на женското претприемништво и се разбира во унапредување на идејата за овој концепт. Еден пример сте и самата вие. Членувате исто така и во рамки на Националната платформа за женско претприемништво. И еве, например, зашто се залагате вие во рамки на оваа платформа кога сме кај иднината на женското претприемништво? Значи, токму во тоа, што повеќе информации да се споделат, да се организираат разни работилници, едукации, менторски пристап на работава, да се запознаат сите жени предприемачи со можноста што дигитализацијата, што вештачката интелигенција, циркуларната економија ги нудат и како можат да ги искористат. Како да дојдат до пристап до финансии, дали се тоа класични или алтернативни извори. Потоа од големо значење и вмрежувањето. И вмрежувањето не само локално во Македонија, туку на глобалниот пазар, значи ширум светот. Ми се чини дека можеби првата и најважна точка во целиот овој процес е свесноста. Како што кажавте и вие, свесноста расте во Македонија меѓу жените, деловните жени предприемачи и се надевам дека така ќе продолжиме и во иднина. Да, свесноста расте. Она што кажавме, женското предприемништво не е веќе тренд, него на вистински двигател. И тоа треба да биде препознаено и поддржано.